civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Руските наративи врз североатлантските процеси на нашата држава, како тоа влијае и како тоа се разобличува или вие како функционира кај вас? Да, многу е важно да се каже дека овој проблем е многу комплексен и делумно потекнува од ранливоста на нашето општество на дезинформации, кое што е состојба која што се констатира и вон контекстот на сегашната геополитичка состојба и војната против Украина, туку од порано имаме ситуација во која што од низа причини, почнувајќи од квалитетот на образовниот систем, особините на медиумскиот простор, интерните структури за пропаганда и манипулации кои што беа воспоставени со и без руско учество, имаме индикации дека дел од партиските структури се создадени и со руско учество, особено после во периодот кога режимот на Груевски почна да се ниша, односно кога беше јасно дека не може да се одржи. Почнувајќи од 2015 година, после бомбите и после ситуацијата во Куманово, околу Кумановските настани, кои што се коинцидираат со посета на нашиот тогашен председател на државата во Кремљ на настан кој што беше бойкотиран од НАТО на прославата на победата врз фашизмот 9 мај, која што беше бойкотирана од НАТО и сојузниците заради тогаш почнатата војна против Украина, бидејќи војната против Украина почна од многу порано од ова што го гледаме сега како масовна инвазија, бидејќи тогаш веќе беа заземени делови од Источна Украина и Крим. И веднаш потоа истражувачки новинари од OCCRP имаат откриено, после неколку години објавија, дека руски специјалисти за правење фарми ботови биле присутни во државата со некакво знаење на властите. Зборуваме за нашата држава. За нашата држава, да. И нашите анализи кои што се објавуваат преку Вистиномер пред се како форма на проверка на факти, но и пошироки анализи не само на дезинформациите, туку и на целата околина која што доведува до ширење на дезинформации, чија што цел е подривање на демократијата, уништување на демократскиот систем и воспоставување на некој друг тип на владење, укажува дека влијанието од Русија е многу посистематско од тоа што се сметаше до сега. За многу работи не се зборуваше, па дури и нашите политичари, без разлика од која страна, беа многу внимателни при зборување на овие теми и при откривање на податоци кои што може би веќе ги има за разни типови на хибридни закани и состојби или наблезеност во нашиот систем. Она што го гледаме и може да се прочита преку анализите е дека имаме сериозно влијание и во образовниот систем, односно во научно-академската сфера, имаме сериозно влијание во политичкиот живот, имаме неколку партии кои што се декларирани на линија на Кремљ како и се декларирани против НАТО, тие се на некој начин се сметаа за многу мали гранични фриндж, што би се рекло партии, но не од нив веќе почнаа да се појавуваат на избори и да го користат секој можен повод за сеење на недоверба во системот, сеење на недоверба во демократските институции и во самиот процес на европска интеграција. Дел од тие партии служат и како еден вид на прокси, односно на сурогати и за други политички сили кои што се многу по-мејнстрим, а кои што флертуваат со разни типови влијанија и тие се на ниво на не само на безбедност, туку и на економија, на медиумскијата сфера и така натака.
особено економското влијание е тука многу важно. Гледаме во последно време имаме дезинформации за зејтинот, за основни продукти, па се представуваат странски земји како спасители, па потоа се открива дека всушност не дека имало недостаток, туку имало тука економски интереси и тука ситуацијата е толку испреплетена и толку комплексна, што не може да кажеме дека имаме само еден тип на проблеми и еден тип на решение. Мора за да се пристапи на овој проблеми да се решава системски и да се видат сите аспекти, а за тоа е потребен и уште поголем општествен диалог, да се зборува за проблемите, што досега беше генерално речено табу тема. За многу работи на руско влијание кај нас воопшто не се зборуваше во јавноста. Или па ако се зборуваше, тоа се спеташе како нормално или како нешто за што нема потреба да се зборува, пошто е тоа така. И тоа е многу чудно, бидејќи истовремено со тоа се дава простор за активностите на оние кои што работат против интересите на нашата заедница. Како ќе се регулира и дали може државата да изнајде механизам да се избори против лажните вести, дезинформациите, теориите на заговор на социјалните мрежи, каде што гледаме дека и доста се користат и антиваксерството кое што е вклучено во оваа дезинформацијска битка. Повелете прво господин Стојановски, па Бојаровски. Ова се повеќе прашања, ама ќе се обидам накратко да пренесам. Значи, да, многу е важно дека она што го гледаме како резултат од нашите анализи и истражувања во последно време е дека истите актери кои што сега се појавуваат како експоненти на влијанието против Украина, на влијанието против НАТО или застапување на интересите на режимот на Путин и на неговата олигархија и корупција, се всушност голем дел од нив се истите фактори кои што влијае на низа случувања во минатото, почнувајќи наназад од антиваксерството, подривање на мерките за спасување човечки животи од пандемијата, потоа влегувањето во ЕУ и НАТО, поттикнување на омраза на разни нивоа, од интерна меѓуетничка до меѓународна, искористување на ситуации на спорови со другите држави, блокадите за ЕУ и слично, дека голем дел од тие фактори константно работат на таа тема и дел од нив, барем во последно време, се покажа дека се директно поврзани и со амбасадата на Руската Федерација во нашата земја на разни начини, овозможувајќи им уште поголема видливост за нив во ситуација кога тие нашата држава ја прогласија за непријателска. И има основано сомнение, што гледаме цело време, дека тој режим е вклучен во кривични дела, злосторства против човештвото, војни злосторства, па дури и геноцид. Целата таа ситуација е доста загрижувачка и треба да се постапи на повеќе нивоа. Прво, имаме ситуација во која што е неопходно да се направат сите оние итни реформи кои што ЕУ ги бара од нас за заокружување на нашиот систем на функционирање на институциите, а кои што беа дел од системот на заробена држава, почнувајќи од судството, почнувајќи од неказнивост за разни типови на кривични дела онлайн, како што се говорна омраза, закана и слично, било против новинари, било против активисти, било против други граѓани, кои што сериозно би го намалиле капацитетот на таа структура, бидејќи и голем дел од луѓето или групите кои што се инволвирани во тој тип на, да речеме, подсомневање за кривични дела или се истовремено и ширачи на дезинформациите. Но системскиот одговор е исто така важен, бидејќи како што на сите ни влијае во нашите животи оваа ситуација со дезинформациите, исто така сите можат и да придонесат со вградување на борбата против дезинформации во рамки на својата работа или едноставно како граѓанска активност. Значи, и затоа велиме дека е потребен системски и сеопфатен пристап,
А она што е многу важно е дека владата донесе еден план за борба против дезинформации и тој план даде добра основа за не за конечно решавање, овие проблеми никогаш не може конечно да се решат, но за работа на решавање на некој од горливите прашања, почнувајќи од цајбербезбедност до наоѓање начин да се соработува помеѓу државните институции и професионалните новинари, без да се навлезе еден во друг во сферата на нивните компетенции и надлежности, а тоа пред се базира на отвореност, транспарентност, вршење на својата работа, како би се рекло, и градење на доверба, бидејќи еден од основните постулати на овој популистички обид да се уништи демократијата, и тука режимот на Путин има многу сојузници низ целиот свет, бидејќи дури да не се директно поврзани, да речеме, да го најдеме патот на рублите од Кремљ во одредена партија или слично, имаме ситуации на поклопување на нивните интереси, а со тоа и промовирање на истите вредности спротивни на вредностите на човековите права и демократијата. Така, и проблемот тука е дека, кој ќе се каже проруско или пропутиновско, прокремљ влијание, не е целта и дури не е ни ефектот некој да го засака тој режим или да бара да дојдат кај нас. Туку едноставно да се расипе она што ние се обидуваме да го градиме како основа за подобар живот во нашата држава, како и на нашиот континент Европа, како заеднички простор. Неказнивоста е еден од основните проблеми со кои што се соочуваме во сферата на слобода на говор, бидејќи слободата подразбира одговорност. Ако нашето право, нашата способност да комуницираме, ние ја имаме како човеково право, бидејќи нејзината намена е да го унапредиме со човештвото. Ако ја користиме за зло, ако ја користиме за кривични дела или според нашиот кривичен законник за оправдување на геноцид и воени злосторства, што си постои член таков веќе со децении, тогаш вршиме злоупотреба на таа слобода и тоа е спротивно и на европските конвенции и на нашиот устав. Значи, слободата не е нешто што може да се каже дека е апсолутно, таа е секогаш поврзана во реалниот свет со одговорност. Она што го имаме ние како состојба сега е дека и ние во Метаморфозис направивме анкета на репрезентативен примерок неодамна, се спремаме да ја објавиме деновиве резултатите, можам да кажам вака, е дека голем дел од нашите сограѓани го препознаваат проблемот на дезинформации како општествен проблем, што е нешто што претходно не постоеше толкава спремност да се дискутира на овие теми. И второ, голем дел од граѓаните бараат од државата да направи нешто на таа тема и да се вклучи во решавање. Дури со промена на легислативата, знаеме дека постојат одредени теми, области во кои што е доста ризично да се направи преголема регулација, да се направат премногу закони кои што ќе го стеснат просторот. Но исто така постојат области во кои што се поврзани со дезинформациите, а кои што или не се спроведуваат, како што се овие кривични дела, говор на омраза, оправдување на злосторства и така натака, или пак постојат некој преголем простор за манипулации. Например, имавме, особено со пандемијата и здравствената сфера, имаме огромна злоупотреба на слободата на говор за промовирање на некои измами, за луѓе кои што профитираат од маката на луѓе кои што се болни или загрозени, да им се наметнуваат разни лажни лекови, и во тој случај нашите закони не даваат простор на државните органи кои што се поделени и на правосудство, извршна, законодавна власт, кои што секоја има своја надлежност и не сме да се мешаат меѓу себе. Нема законски простор да речеме кој да интервенира во сфера кога некој мами. Дури имаме ситуации во кои што луѓе нудат лекови за смртоносни болести
А според нашите закони мора директно оштетената личност, која што да речеме дала пари за тој лек, да го пријави измамникот за да може да се покрене постапка. Што се случува во ситуација кога некој умира буквално заради тоа што наместо да оди на лекар користи некој надрилекарски средства. Тука имаме огромен простор за манипулации и за тоа се согласувам, неказнивоста е исклучителен проблем, но исто така и потреба за широка дебата да се како да се каже, да се ажурираат законските рамки за да одговорат на тековниве проблеми. Бидејќи ако на времето, еве конкретно за ова со измами, сме имале гатачи кои што влијае на едно мало или во едно село, па некако ги искористува луѓето, сега тие луѓе имаат простор да влијаат на стотици, илјадници, поголема публика од нивната прва целна група. Дали тоа може да предизвика и за изборниот процес, односно таквите дезинформации? Да, дефинитивно. Што рековте сите овие изборни процеси кои што ги имавме, и референдумот, и локалните, и парламентарните избори, сите тие беа предмет на вакви хибридни процеси, односно закани и дезинформации со кои што од една страна една од целите на такви популистички како да кажеме кампањи е да се пасивизираат граѓаните, да не земат учество во демократскиот живот, туку да се откажат од демократијата и да препуштат само на партиските војници да одлучуваат за нив. Да речеме, тоа би било една од насоките. Бидејќи одредени партиски структури имаат свое определено гласачко тело, базирано на клиентелизам или на други бенефити, кои што наместо да се вклучат сите во демократскиот систем, тоа би останало единствено кое што потоа би одлучувало.